Пријатели, сите ве поздравува. Повторно сте со нас. Денес е петничниот вебинар со добри вести, со добри гости. Ова сум јас, Вдор. Дали треба да го представам? Не знам. Сите така или иначе го знаат. Нашиот прекрасен меѓународен партнер на компанијата Solar Group се десантираше во сите земји. Представував интереси како на компанијата, така и на технолошката компанија. Проектот што го развивавме. Андреј Лобов. Гледавте ли видеа? Не гледавте Андреј. Поздрави се. Добар ден, пријатели. Многу ми е мило денес да бидам со вас во Москва со познати лица, бидејќи цел месец бев во Кина. Толку многу ми не достигате. Просто не можам, како сакам да ве прегрнам сите. Да, пријатели, требаше веќе да го видите видеото во Кина, како Андреј, тој беше таму со мисија за еден проект. Веќе раскажував за мисијата по проектот со електрични мотори. И еве, Сергеј Семенов неочекувано го стартува проектот на дирижаблите и како што се покажа, Андреј веќе нашел кому да се обрати, отиде на гости во приватна компанија која се занимава со дирижабли. Денес за тоа ќе разговараме. Андреј ќе раскаже што видел таму и зашто се договарале. Видев многу таму. Сега можете да видите кадри на екранот. Ова е тој со директорот. Андреј, кој е ова? Тоа е самиот господин директор, создателот на дирижаблите. Тоа е човекот кој веќе многу години се занимава со оваа тема и се обидува да го подигне во воздух својот сопствен дирижабл, и тоа со голема посветеност. Да, за тоа ќе зборуваме денес. Во Кина има неколку компании, Андреј ќе раскаже. Тој спровел внедренческо шпионско истражување, технички шпионаж. Да, и вие исто така можевте да видите, денеска е нас Павел Филипов заедно со Иван од Германија и Жилем Вебер со нашите национални партнери се наоѓаат во градот Фридрихсхафен. Тие денес летале со дирижабл. Сега тие се наоѓаат во музеот покрај местото, каде што летале. Шетаат по салите. На поранешниот дирижабл, Граф Цепелин, токму тој дирижабл кој изврши 100 безбедни летови од Европа до Америка пред да биде некрасиво запален на крајот. Но, во целина, тие сега се таму и се подготвени за директно вклучување, за да раскажат и споделат емоции за тоа што го доживеале на дирижаблите и што виделе во музеот. Сега се таму, кога ќе најдат место, најверојатно, се надеваме, ќе пренесат директно од Граф Цепелин и ќе слушнеме. Но, вие веќе можеби сте виделе круговите и јас исто така ги видов. Дирижаблот повторно изгледа одлично. Се сетив како бевме во Германија пред 3 години, како летавме со него, чувствата беа непередаваеми. Денеска, плюс-минус, така прикинавме, скалкулиравме по новите цени, колку всушност заработуваат овие два дирижабла и излезе дека тоа е неколку милиони месечно, околу 2 милиона долари само од експлоатацијата на едниот апарат, а тие имаат два апарата и тоа е туризм. И не се толку големи, ниту толку економични, ниту толку современи. Па воопшто Павел отиде и повторно се увери дека тамус е скапо и луксузно бизнисот им процветува им е добро, а тоа значи дека кај нас ќе биде уште подобро. Точно ќе биде подобро. Да, додека го чекаме Пашу, кинезите сакаат туристички да дојдат. Да, еве, пријатели, што е наинтересно. Многу научив за дирижаблите. Секако, сакам да раскажам подетално, но дали ќе имам доволно време за тоа? Еве, градот Сијан се наоѓа во провинцијата Шенси, оваа провинција, за да разберете, е местото каде што се наоѓа теракотената армија. Ова е колосален музеј, каде што ископале овие глинени војски, каде што, во основа, каква е поентата? Таму е туризмот. Кога ми ги споменаа бројките за туризмот, сега дури и не можам да ги повторувам. Броевите на заработка од туризмот во Кина во моментов се споредливи само со светскиот туризам. И тоа е нивниот внатрешен бизнис. И секако, дирижаблите се насочени конкретно оваа компанија со која бев, со која многу сериозно и блиску се запознав. Е насочено кон развој на туристичкиот бизнис. И таму ја дознав.
таквата тема. Еве сега компанијата поминува сертификација. Поточно таа веќе ја помина сертификацијата. Остана да се добие документот, остана да се плати за него, односно направена е колосална работа. Потребно е да се откупи овој документ, сертификатот за право на изградба на дирижабли и еве. Зошто се насочени кон туризмот? Ми даваа бројки, еве, тие воопшто немаат конкуренти. Тие можат да назначат било која цена за патувањето, например, за летот со дирижабл, односно за воздухопловството со овој прекрасен апарат. И таа цена секогаш ќе биде побарана. Например, и така натаму и така натаму. Тоа значи дека секоја цена ќе биде побарана. Може да се назначи колку што е потребно. И токму на тоа тие сакаат да го изградат својот бизнис. Тие не сакаат да летаат над 300 метри. Тоа значи дека тоа е тој опсек на лет каде можат да летаат квадрокоптерите. Тоа значи дека дирижаблот може да го купи било кое приватно лице и да лета на висина не повисока од 300 метри. Документите за добивање на таков дирижабл се споредливи со купување автомобил, односно вие имате права за управување со дирижабл, што не е тешко да се добијат, како што пилотите ги добиваат своите права. Исто така, можете да добиете права за дирижабл и да летате. Помислив дека оваа информација е исклучително интересна за нас, бидејќи многумина не разбираат каде можат да се користат дирижаблите. Еве, момци, најниската зона 300 метри е туризам. И овој туризам носи милиарди. Еве, како што е во Кина сега, тие само планираат. Имаат 5-годишен план за планирање. Можам долго да раскажувам. Разбирам. Павел вели, ние токму сега сме туристи. Ајде, ние сме подготвени. Ајде да го слушнеме Павел, потоа јас ќе продолжам. Вклучи се. Дали ме слушате? Како ме гледате? Те слушаме, те гледам. Е одлично. Среќен сум што сум денес тука на вашиот директен пренос. Како што можете да видите, можеме да кажеме дека сме во услови на кампување. Токму сега се наоѓаме во музеот на дирижаблите, во музеот на граф Цепелин. Но најважното е што денес лично јас точно прв пат се возевме на вистински дирижабл. Како што веќе речев Дор, ние сега се наоѓаме во Германија, во градот Ибрид, и веќе само името на градот го спомнав. И токму тука, веројатно, еден од тие градови каде дирижаблите на вистина не само што постојат, туку и многу активно се експлоатираат и денес се уверивме во тоа. Денес се возевме на еден од таквите летови. Инаку, не е баш едноставно. Не е. Едноставно да се купи билет. Дури и вакво, на прв поглед, банално туристичко насочување е многу комерцијално исплатливо. Рейсов има многу. Тие постојано одат и еве за неколку недели купивме билет и тоа не е ефтин. И покрај тоа, луѓето одат и се полн. Тоа зборува за тоа дека луѓето, например, барем им се допаѓа. Што би сакал да кажам? Секако, летот со дирижабл е нешто неверојатно, тоа воопшто не е авион со неговите преоптоварувања. Тоа воопшто не е балон, кој не е управлив. Тоа е нешто помеѓу. Тоа е посебно транспортно средство, кое има предности и од воздушниот балон и од авионот. Во туристичката сфера, предностите се очигледни, бидејќи со авион не можеш да леташ и да ги наблюдуваш просторот, да гледаш на сето тоа, бидејќи тој лета многу брзо. Има мали прозорци, а тука прозорците се отворени. Леташ со брзина од 120 на час, што всушност е доста брзо. Можеш да прелеташ голема територија, не би можел да го направиш со твојот балон, управуваш, при што ти е потребно многу малку место за полетување. Внатре, како се чувствуваш, па тоа, како што сега зборуваме, е еден од првите дирижабли што ќе ги правиме, тоа е летаечка јахта. Јасно е дека овие дирижабли кои се тука не се ни приближно тоа што ќе го правиме ние, но дури и во овој дирижабл сепак веќе има застарени технологии, бидејќи овие дирижабли се направени во 90-тите години, тоа сепак е навистина летаечка јахта. Разбирливо е зошто тоа се вика така, бидејќи е удобно, се чувствуваш безбедно, се чувствуваш лесно без никакви пренатрупувања. И тоа, секако, не е важно, особено кога размислуваш дека ова е наједноставната опција. Жаби,
почнуваш да размислуваш дека можеби. И еве, потоа, отидовме директно во музеот. И тука секако ни покажа уште еднаш што воопшто е можно, што било во 30-тите години, па и на почетокот на 20-тиот век, и можно да се замисли што може да се направи денес во рамките на современите технологии. И ние сме во музеот. Не знам дали тука е дозволено да се снима или не. Сега ќе пробаме. Ќе ви покажам нешто многу интересно. Најпрво, направам кратко интервју со нашите партнери. Првиот ќе биде Иван Бучбах, кој е таму. Иван, кажи ги своите впечатоци. Ве поздравувам сите. Моите впечатоци за тоа што денес го доживеав се едноставно грандиозни. Денес погледнавме на светот од височина на птичи лет. Ги разгледавме историјата на ова прекрасно предпријатие и развојот на летачките бродови. Тоа е едноставно нешто, како што се вели, од сферата на фантастиката, но од минатото. Денес, повторно го наблюдуваме. Јас сум среќен чисто, работам. Да, инаку, знаете како. Имаше некои контрааргументи од хејтерите. Да речеме, дека дирижаблите веќе не постојат и така натаму. А ти доаѓаш тука и сваќаш дека не е така, тие летаат, активно се експлоатираат овде. Просто, како и секогаш, некој е способен да собере дирижабл, да собере авион, да направи одличен автомобил, а некој не. Еве ја Германија, таа, како факт, секогаш била силна во индустријата, силна технологиски и многу. Добри работи знаеме за Германија и автотранспортот и техниката, но конкретно дирижаблското градење тука исто така не е умрело. Да, и тоа се забави во некој момент, а сега активно се развива. Инаку, снимивме многу материјали. Ајде да зборуваме подетално. Како што сега се наоѓаме тука во музеот и само што добивме информации за тоа како воопшто се родила оваа тема. И најсмешното е што во последно време во нашите проекти, кои се обидуваме да ги реализираме, луѓето почнуваат да зборуваат: неки успеете, многу од тоа што го измислувате. Ете, граф Цплин во свое време, исто како и ние денес, се обидувал да ја оствари идејата во живот. И нему му било потребно 8 години да ја реализира оваа идеја, додека првиот брод се одлепил од земјата. Од тоа време го исмејувале на сите нивоа. Од обичен човек до самиот кајзер, кој беше познат по својата моќ и влијание, но кога се подигна првиот брод, имаме слична ситуација, дека обновувањето на нешто минато прекрасно во нешто ново со нов поглед и нова перспектива. Тоа започнува денес овде, заедно со нас и нашата заедничка иднина. А според мене, му се случило нешто. А што се случи кај нас? Имавме само германски дизајнер? Не разбрав се. Таму се собираше. Луѓето помагаа со пари за да се обновиме. Да. А имаше таков, да, во врска со тоа, точно велиш, крауд мудристики. Имаше момент кога граф Цплин организираше голем брод и сакаше да направи некое светло патување туку околу, по Германија. Тој патувал со Фридеј Афган во Одинци, но не знаел зошто постојано бил малку мал. Поминал и застанал некаде под Штутгарт, бидејќи имал некоја проблем со моторите таму. Тој слета над шумата, ја врза својата брод за дрвјата и отиде да бара резервни делови. Отиде кај Daimfns, бидејќи токму во овој регион се наоѓа Daimfns. И во тој момент, додека тој беше во потрага по резервни делови, имаше силен налет на ветер и налетот на силен ветер во подигна бродот и го удри во дрвјата. Настана дефект и целиот брод се запали и изгоре целосно. Прво пред очите на армијата, на луѓето кои се на самото место, па и пред очите на неговото цело семејство, кои беа сведоци на се. И во тој момент изгоре целото негово богатство, кое го стекна со многу труд. Се што вложи во ова развој исчезна. Па така, врз основа на сето тоа, луѓето кои се наоѓале на ова место почнаа да се собираат, да се подготвуваат и да се организираат за обновување на овој брод. И по цела Прусија собраа, колку што се сеќавам, 6 милиони.
Расмак. Тоа е пресметано на околу 40 милиони евра. На таа основа тој изградил, беше ли тоа првото? Да, на таа основа изградил. И продолжи да го произведува ова прекрасно, дополнително неверојатно и уникатно транспортно средство. Иван, големо ти благодарам за оваа ставка, многу интересна, историска. Ќе снимиме се овде во музеот, ќе направиме многу материјали за вас со летовите, сос, како што беше. Може би ќе објавиме и неколку видеа, 100 ќе биде. Сакам да преминам на еден интересен момент. Прво, обратете внимание дека и Жилинус, Барбара, Марка, тоа се исто така наши партнери. Ги знае сите. Но интервју, веројатно, нема да земеме, тие не зборуваат руски. А ние ќе имаме со ова видео. А сега погледнете, бидејќи се наоѓаме во една од секциите на музеот, покажи што. Има од одзгора неочекувано. Ова не е покрив, ова е дел. Од вистински дирижабл. Во реални размери. Само замислете колку е огромен. Ова е само еден дел. Кој е тоа? Тоа е Гендербург. Ова е дел од Гендербург. Дел од Гендербург. Ова е најголемиот дирижабл што некогаш бил изграден. Еве, соодветно можете да замислите. 250 метри има. Дајте да се приближиме тука. Голем брод тоа е. Филип, 245 метри. Да, најголемиот. Замислете, еве го размерот. И, што сакам да ви покажам. Сега ќе пробаме да влеземе внатре и да видиме како изгледал овој дирижабл порано. Поточно, неговата мала секција. Секако, имаше многу место. Ајде, се надевам, едноставно дека неќе не вознемируваат дека овде едноставно снимаме. Инаку, Иван веќе рече дека ми се чини микрофонот само од телефонот ја фаќа звукот, па затоа зборувај блиску до него. Сега треба да фаќа. Сега е супер. Можете да викате читате. Читате, читате. Да, Па, ми се чини дека микрофонот од телефонот ја фаќа звукот, затоа зборувај блиску до него. еве, сега ќе се сожгуваме, ќе се сожгуваме. Сега е супер, сезда, благодарам. Да, инаку, во врска со народните средства, почнав да зборувам дека благодарение на Гендербург, благодарение на народното финансирање. Гендербург го обновил своето чедо и воопшто дирижабуското состояние не загинало во Германија во тој момент. Во Советскиот сојуз имаше слична ситуација, бидејќи дирижаблот Комсомолскиот исто така беше финансиран од луѓето, а весникот Комсомолска правда собираше овие пари. Исто така вид на народно финансирање. Благодарение на тоа, во Советскиот сојуз се појави дирижаблот Комсомолска правда. И ако одите во музеот на космонаутика во Калуга, ќе видите голем плакат каде што Комсомолска правда повикува луѓето да се собираат пари за изградба на дирижабло. Таму пишува организирајте собири за дирижаблот правда. Кога ние ја посетивме овој музеј, ние исто така размислувавме, можеби е важно за нас да организираме овие собири. Така што и сега ние повторно ги оживуваме дирижаблите во Русија преку методот на колективно финансирање. Видите, историјата е циклична и навистина се повторува. Па што да влеземе во најголемиот дирижабл, што некогаш постоел? Голем број кајути, неколку катови. Што можеме да ни кажете подетално што од различно имало? Па, јасно е, тука има различни одсекови, тука имало и планети и така натаму. Секој имаше своја кајута, се разбира, но имаше и заеднички зони каде што не само што можеше да леташ од точка до точка, туку и да уживаш во планетата. Слушај да не, па мора да работи, гледај, еве, дај да зборуваме за и. До сега. Па еве, микрофон. Дајте, можем уште вака да направам. Не знам вака може би подобро. Ке биде микрофон. Не, може би.
Па еве, генерално да. Само за да бидам поблиску. Тука можете да видите како изгледаше внатре дирижаблот порано. Што гледаме? Кожни, меки, комфорни софи. Тука се различни маси, столици. А што е тука? Иван. Тука, веројатно, луѓето јаделе. Тука стоеше и еден рол. Тука имаше алуминиумски рол, ова беше наистина многу комфорна и удобна зона за одморање и релаксирање. Ние овде гледаме како се создадени патиштата. Нечујно ќе биде далеко. Создадени се патишта и можеме да видиме како летал дирижаблот. Ги гледаме 4 дирижабли на различни континенти. Ќе треба да се фотографира. Едно од најпопуларните патувања за 40 дена, дирижаблот, што исто така го направи многу голем и популарен. И еве, тука гледаме како се развивала пошта. Луѓето можеле да читаат и пишуваат. И овие слики одразуваат како било развојот на пошта. И на крајот на краиштата, последната слика, тоа е всушност каде дирижаблот требаше да пренесува пораки од точка А до точка Б. Тука, според мене, се читаа книги, да. Читателна и писателна сала. Кога зборуваме за тоа што е комфорно, можете да замислите колку е важно да се чувствувате удобно и релаксирано. Големи прозорци кои овозможуваат многу природна светлина и прекрасен поглед. Овој дирижабл летал од Европа до Америка. Местото на круизниот брод. Можеше така да се восхитувате надолу. Нашиот водич ни рече: момци, замислете си дека од тука гледате на бескрајните простори на Вселената. Земјата, океанот и дополнително на Вселената и океанот. Тоа беше многу одлично. Да, па, пријатели. Еве така, такви се нашите впечатоци од летот со дирижаблот. Ви покажавме денеска како изгледа внатрешноста на дирижаблот внатре. Малку видовте и музеот. Се надевам дека беше добро слушнато. Па, многу скоро ќе има многу голем број видеа, каде што ќе покажеме и подетално ќе раскажеме како помина нашиот лет на дирижаблот. Од интересното, направивме интервју со стюардесата, направивме интервју со пилотот и тие раскажаа за особеностите на летовите со дирижаблоти. Многу интересни работи, така што содржината ќе биде супер многу. Тоа ќе ти помогне подобро да разбереш што правиме. Еве така, Федор, па, тебе збор без зборови или можеби? Да, имам прашање за твоите лични чувства за летот. Колку ти се чинеше дека е безбедно? Дали беше гласно таму или не? Дали ви дозволија да излегувате низ прозорците или не? Дополнително, дали имаше нешто друго што те загрижуваше? Сега, дајте да пробам. Не знам. Сепак, дали ме слушате со микрофонот или не? Се слуша, но за чувствата. На почетокот изгледаше дека се качуваш на авион, исто така се пробиваат билетите. Инаку само взлетната територија се наоѓа околу аеродромот, односно тоа е како дел од аеродромот. Ова е одговор на прашањето, ќе бидам малку поблиску, можеби ме слушате само преку телефон. Ова е само одговор на прашањето сепак за инфраструктурата. Да, лесно може да се користи инфраструктурата, одвојувајќи мала зона за дирижаблот. Например, потоа се сместивме, се прицврстивме и полетавме. Јас не почувствував никакви преоптоварувања кога ми се затвораат ушите. Беше лесно. По полетувањето ги отворивме прозорците. Можеше да почнеме да уживаме. Стюардесата говореше: погледнете таму. Можевме мирно да се движиме низ салонот. Да, инаку, тоа исто така многу зборува. И јас на почетокот исто така зборував за своите емоции дека прво, чувствуваш дека е многу лесно и плавно, односно меко, без никакви преоптоварувања. Уште нешто, остри намалувања. Затоа и реков дека ми стана јасно зошто. Дирижаблите се нарекуваат воздушен брод и зошто велиме дека ќе има летаечка јахта, еден од нашите први дирижабли дополнително. Да, чувствата се многу слични, тие се како на јахта, особено кога се наоѓаш тука и разбираш како може да изгледа оваа јахта. Тоа е просто како да си влезел во хотел.
Обратете внимание, ова е 1930 година пред 100 години. Сега нивото на комфорт, се разбира, ќе биде сосема поинаква. Чувствуваш дека е безбедно, воопшто не е страшно, не се грижи за ништо. Таму имаше екипаж, инаку кажано, кој помагаше, имаше и професионален пилот, а имаше и управувач. Можеше да се разговара со него. Од таквите лични чувства, прозорците на вистина беа отворени, но не се излегувавме, бидејќи рекоа дека не носат одговорност. Ако падне телефон или нешто друго, па не ризикувавме. Чувствата се супер позитивни. Како што реков на почетокот, тоа точно не е ни авион, ни балон. Тоа е нешто средно, што зема плюс од едното и плюс од другото. И дури од такво насочување, како што е просто туризам, сметам дека е многу интересно и многу. Знам дека компанијата Цепелин има профит, како што прочитав на интернет, 150 милиони евра годишно. Тоа зборува за тоа дека бизнисот е профитабилен. На тоа може, да речеме, да се заврши, да се зборува на темата дали може да се заработи на дирижаблите. И инаку, ние таму видовме и елинга во кој се собира уште еден дирижабл. Федор ти рече дека и два сега тука летаат. Ке биде 3 да летаат, еве конкретно во Фридрихсхафне. И неколку. Летаат во Америка од компанијата Цепелиев. Па мислам дека ова е само почеток. 3, нели? А јас реков 2. Не, тука летаат 2, третиот се гради. 3 купила. Американски компании со кои се во соработка и тие летаат уште повеќе. Кај? Кого? Кај американците. Да, кај американците. Дирижаблите постојат, тие летаат. И, инаку, имаат и редовни летови, за да разберете, не е тоа што е само еден ден летал и некој потоа се тресе над него. Тој е како работна, коњица. Не успеа да излезе од едни и лета без запирање. Тоа значи, вака, ова исто така многу зборува за доверливоста на транспортното средство, што цел ден лета туда без запирање. Според, личните чувства како уште еднаш лесно. Мека, се чувствуваш многу безбедно, многу убаво. И максимално задоволство во процесот ти носи многу. Многу. Па, најважното, веројатно, ќе го додадем. Корисно е ако зборуваме за превоз на товари. Дајте да кажам уште малку неколку цифри. Во разговорот со стюардесата и пилотот комунициравме и цифрите за летовите се следни. Секое летало произведува приближно околу 12 летови на ден. И ние сакаме да направиме интервју со некого кој исто така летал со нас, но не успеавме. Важно е да се каже следново. Луѓето велат дека е скапо, но тоа е навистина прекрасно. Затоа побарувачката ќе биде голема, кога што повеќе ќе се појавуваат на пазарот, толку повеќе луѓе ќе можат да си дозволат тоа и ќе летаат. Ова е туристичка дестинација. Да, но за цените, а каде уште? Ако не се согласиш со компанијата, се закачиле со цени, можеш да не леташ со дирижаблот. Тоа е исто така, токму затоа што ќе можеме да го намалиме ова, кога масовното количество ќе се појави, ако ни биде потребно. Ако луѓето бидат согласни на таква цена, на која ќе заработуваме, тоа е бизнис. Прво, ќе бидеме на друго место, на друга територија, нели? Па, таму ќе има друга публика. Се што веќе беше кажано пред нас, всушност има свое место. Јас, откако бев тука, сум сигурен. Дека дури и ако некој од вас скептично се однесува кон дирижаблите, дури и ако таму пишувате, па понекогаш пишуваат дека да таму ветерот ги дува, да тоа, да она. Ако ги отстраниме сите непотребни работи и кажеме, момци, всушност можеме да направиме истата приказна како тука, но само во Русија, во Москва, каде што е убаво да се лета, сигурен сум дека тоа ќе биде. Во неверојатен побарувачка. Тука е како доказ за нешто. Затоа, ова беше интересно и за мене лично. Лично за мене, да го разберам. Ако имате некои прашања, можеме да одговориме еве, а така ние уште сакаме сега да снимаме овде во музеот, да прошетаме, за потоа на видеото поопширно да можете да дознаете за што денес раскажувавме. Супер, Паш, благодарам. Нема прашања. Всушност, мислам дека во видеото ќе раскажете с многу подробно, а ние со Андреј ќе продолжиме. И за туризмот,
и за дирижаблите, и за Кина. Раз-два апаратика такви мали во Германија за една цела година можат да заработуваат такви пари. Така што точно кажуваш дека во Кина со тој туристички поток, со големите апарати, во стотици, дури и во многу повеќе пати, тие ќе заработуваат многу повеќе отколку во Германија. Тоа значи дека оваа бројка, која ми ја спомна, малку не ја довршив. Кај нив социјализмот беше како кај нас, сличен на тој социјализам, но малку капитализиран. Тоа значи дека им е дозволена приватна сопственост на средствата за производство, што во наше време беше строго забрането, но петгодишните планови, овие прогнози им останаа. Ние планиравме во оваа петгодишна програма ќе произведеме 1.000.000 машини, тоа го правевме. Еве, во принцип, тоа што го планираа во Кина го прават. И не само така. Во Кина има уште 3 фирми. Ништо што ти кажувам. Говори. А во Кина има 3 компании кои веќе произведуваат дирижабли. Тие се затворени за 2 воопшто незнано. Никој не ги видел, но една сигурно веќе лета. И интересно, Виктор Арестов го видел тоа. Тоа значи дека овој дирижабл Виктор Арестов го видел еден ден пред моето пристигнување. Тој го сними на камера и ми го покажа. Ова е дирижабл без ознаки за идентификација. Тоа значи дека ова е воена разработка која се финансира од државата. И еве, оваа компанија. Каде што бев јас, да, тоа е во Сијане, мечта е. Сака да произведува дирижабли долги 85 метри, чисто електрични, веќе ги имаат пресметано акумулаторите, веќе имаат електрични мотори. Кои планираат да ги инсталираат, но немаат најважното, немаат пари. Тоа значи, вложиле во она што сега го имаат. Во првата разработка. На дирижаблот со должина од 66 метри и диаметар од 12 метри, вложија 200 милиони јуани и еве, парите им завршија. Тоа значи, сумите се големи и знаете, тие се обратија до нас со барање. Да го финансираме. И нивниот проект. Не знам како ќе изгледа тоа. Воопшто, многу е тешко да се работи со Кина. Тие имаат своји законодавства, но темата и барањето се такви. Да, тие веќе се доволно далеку, стигнаа до сертификатите, но јас разбирам дека овде во Москва или со други зборови во Русија. Имаме сите шанси да ги стигнеме и да ги надминеме дирижаблите и да ги надминеме дирижаблите и да ги надминеме дирижаблите. Еве во нашата земја, неодамна еден човек рече дека во нашата земја било токму така. Разговаравме за дирижабли. Еве, беше така во Советскиот сојуз, ќе ги стигнеме и ќе ги надминеме. Некоја компанија почна да произведува дирижабли. Ние почнавме да произведуваме дирижабли. Негде таму рекле, завршуваме, но немаме што да стигнеме, немаме што да пренесуваме. И ние го затворивме дирижаблот. Ете, тоа е интересно. И еве сега гледаме дека во Германија веќе ги има, малку ги има, не ја напуштија оваа тема. Во Кина оваа тема почнува да се развива. Земјата е во подем на највисоко ниво. Таа е на врвот. Во нивната земја се произведуваат сите практично светски брендови на автомобили. Гледав сите Toyota, Volkswagen. Сите тие се произведуваат и бензински, и електрични, и хибридни, и Мерцедеси. И, конечно, тие се движат веќе во насока на дирижаблостроењето, некој сака да заземе воена ниша за да контролира границите. Некој сака да ја заземе туристичката индустрија и да ја прошири низ цела Кина. Тие дури не размислуваат за тоа може да се случи таму во Африка или во некоја друга земја. Тие се токму насочени кон својот кинески туристички сектор. И јас веќе реков дека најважното на што тие се обидуваат е висина од 300 метри. Ние, колку што разбирам, можеме да се развиваме многу повисоко. Имаме научници за тоа. Имаме сите можности да се искачиме во стратосферата. Воопшто, колосални можности денеска има Русија, исто како што беше со моторите на Дуенов. Можеме сега.
Да скокнеме во моторостроењето со обмотките Славјанка на светско ниво, бидејќи тоа е економично. Точно така, сега можеме да скокнеме на наистина многу висок ниво во дирижаблот. Како што ми сугерираше неодамна една личност во разговор, може да се назначи било која цена за дирижаблот, буквално било која, бидејќи ќе биде посакуван, ќе се купува, а дури и ако не се купува, изградбата на дирижабли ќе донесе такви профити, какви што во другите индустрии денес не се остваруваат, ниту во машинската индустрија, ниту во автомобилската индустрија. Таму профитот е минимален, таму маржата е минимална. Тука има колосални можности. Па еве, веројатно, накратко за тоа. Како патував? Еве, јас раскажав. Ако имаш прашања, Федор, може би имаш нешто. Да, има 1000 прашања и едно. И кај нашите гледачи. И кај колегите исто така. Слушај, сакав да ти поправам, ти велиш дека во Советскиот сојуз било догоним и перегоним. А најинтересното е тоа што кинезите, на она што сега летаат, што Арестов го видел со своји очи, се обидуваат да не стигнат. Ова е копија на нашиот У-30, кој во 2005 години, да, се градел таму. И летал. И овој дирижабл е таков како што е овој Њуцепелин всушност. Тоа значи, фактички, нашата земја е на исто ниво со сите. Просто сега не работиме, тие достигнуваат и нема да им дозволиме да не достигнат и да не надминат. Многу точно забелешка. Пријатели, токму сега се сетив, кога Федор почна да зборува, кога разговарав со господинот директор веќе 4-тиот или 5-тиот пат, кога веќе имавме доверливи односи, кога веќе неколку пати седевме по кинеска традиција во ресторан. Тој почна да раскажува за нешто кога влегува во дирижаблот. Тоа беше многу години пред и тие уште не се поместиле далеко. Така, немаа ништо, ни документи. Што им се случи? Тие зедоа документи, некои документи. Зедоа во Русија, а некои зедоа во Европа. И еве, на основа на овие документи, тие ги преведоа на кинески јазик. Сите норми, сите барања, сите гостови и потоа само тие поднесоа овие барања за сертификација и за добивање на останатите преференции од, како што се вика правилно, Министерството за авиација или воздухоплавание, и сите други и така натаму. Еве, значи да, ние нема да го достигнеме и надминеме Кина, тие сега се обидуваат да не достигнат и надминат, а нам ни треба само малку, да се забрзаме. Се е точно. Да, се е точно. Кинезите изгледа градат овој дирижабл за туристички цели. Тој им е таков полумакетен, полуекспериментален. И сега во таа компанија, во која ти беше, има план за изградба на поголем апарат. Да. Тој ќе биде многу поголем, па не многу, тој едноставно ќе биде поголем од она што е во Германија сега. Еве, тоа што ни го покажа Павел во Фридресхафен, на што летале. Да, значи, која задача сега? Стои пред Кина. Мислам дека сите ние сме заинтересирани за што е поврзано со дирижаблите. Прво, тие сакаат да излезат од таа зона каде што се наоѓаат во самиот град. Тие веќе избрале локација во градот Сијан. Ова е поранешната историска и културна престолнина на Кина. Тука живеел првиот император на Кина. Еве тие сакаат, во основа нивната идеја е да создаваат дирижабли таму каде што овие дирижабли ќе се експлоатираат, например, и така натаму, и слично. Во центарот на градот Елинг, таму се создаваат дирижабли. Сите материјали се произведуваат во Кина, не им е потребно да се обраќаат на друго место. Но, интересен момент кога го поставив прашањето. Господине директоре, дали е возможно соработување? Можеме ли ние да земеме нешто од вас? Тој рече, да, секако. И прво што го побара, момци, ни треба хелиум. Во Русија има многу хелиум. Се замислив кога дојдов во Русија. Еве, пред 2 дена разговаравме со многу интересна личност. Можеби ние со вас, можеби ние ќе ве запознаеме со него.
Така, тој вели да, секако да, со задоволство ќе снабдуваме хелиум во Кина, но само во дирижабли. И еве, тоа ми се допадна толку многу, толку е одлично. Односно ќе создадеме дирижабли и ќе ви продаваме хелиум во дирижаблите. Ова е многу правилна тенденција за денешницата, сметам. Да, може би не си слушнал, веќе малку ја допревме оваа тема. Да, во Русија сега се развива, се зголемуваат темпите на производство на хелиум. И секако, тие точно зборуваат, имаат проблеми со хелиумот, им е потребен нашиот хелиум. И едно од решенијата, кое се разработуваше заедно со развивачите им, беше пријавено. Зошто да не? Токму на дирижаблите, жижениот хелиум се превезува наисплатливо, преку директно таму во земјите на Азија, од фабриката производител. Слушај, во секоја шега има дел од вистината. Ова воопшто не е шега. Ова не е шега. Ова далеку не е шега. Да, еве ние, што во Германија сега се обидуваат да развијат туризам, што во Кина повторно од туристичка перспектива гледаат на дирижаблите, плюс таму воените, да, јасно. Но дирижаблот има бесконечно количество различни примени, особено комерцијални, каде што тие се многу поисплатливи. Од тековните логистички решенија, тех истите, гелите да се транспортираат вемолон. Крупногабарит, најмногу заезжена тема вемолон. Но многу ќе ви прикажеме цел филм за тоа што ќе се случува во иднина, например, или можеби. Не само туризам, и туризам да, многу ефективно од аспект на. Токму ефектно човек дојде, човек се запозна, полеташе, да, но парите всушност се многу посериозни, закопани во други задачи. Но дури како што гледаме во туризмот, во Германија 2 дирижабла годишно носат толку пари колку што ни е потребно за реализација на проектот. Условно, 2 дирижабла го покриваат нашиот проект за една година. Како што сакаме да изградиме 2 10-тонски, тие ќе бидат поголеми од овие. Апарати ќе бидат пораскошни за туризам, потехнологични, супер современи и многу подалеку ќе летаат дури и до северниот пол. Тоа значи дека овие 2 апарата по моделот на германците веќе ќе го исплатат проектот за година, што значи 100%. Па, и јас многу се грижев и се грижам и понатаму за нашиот прв проект, моторите Дуиново, но кога го видов колку е реално сега да се земе и да се изгради дирижабл, тоа е. Дури, според моето мислење, поважно од тоа што го направивме во Зеленоград. И ако направивме такво предпријатие во Зеленоград, например, тогаш сум апсолутно сигурен, без никакви сомнежи дека ќе имаме своји дирижабли. Точно знам дека тоа ќе биде и тоа е сигурно. Дирижаблите, се разбира, сами по себе се посложени, тоа е сложена система. Не велам дека моторите се лесни, особено пак со тестирања со разработувачите. Може да се произведуваат мотори кога знаеш што да произведеш, а кога ти се поставува задача да развиеш прво под одредени карактеристики, произведи, потоа произведи. Да, тоа е тешко, се согласувам. Тоа е тешко, но е решливо имаме луѓе кои можат да го направат сето тоа. Да, и ние тоа го решивме. И еве, со дирижаблите, точно така, ќе го решиме. Плюс, овие луѓе веќе го правеле тоа. Работевме во ограничени рокови, во ограничени буџети, во тие немирни времиња во Русија, кога таа само се стабилизираше, така што сега реалност за тоа постои. Здраво, Репта, здраво. Јас сум на вебина за дирижабли прв пат. Во патувањето. Во Кина се инспирирав за оваа тема. Не ја напуштам претходната. Продолжувам да работам на неа, ќе раскажувам и покажувам многу за неа. Но за сите оние кои сега обрнуваат внимание на новиот проект, убеден сум дека е неверојатно одлично. Тоа ќе ни донесе огромни пари и успех. Ова патување беше навистина инспиративно и ми даде многу нови идеи и перспективи. Благодарам. Или има ли уште прашања? Не, Репта, поставувајте прашања. Имаме денеска таков нестандардно вебинар, како што видовте, со директни вклучувања, со Андреј Лобов. Можеме тука да одговараме на технички прашања. Можеме да одговараме на било какви прашања. Кој газ го користат кинезите? Не е ли нашето? Хелиум? Да,
Сосема точно. Кинезите користат наш хелиум. Тоа значи, не знам. Имаше информации дека Русија сега забранува продажба на хелиум за странство. Но гледаме дека имаат стари резерви. Еден дирижабл го наполниле со нашиот хелиум, еден дирижабл ќе го наполнат со нашиот хелиум. Да, тука веднаш се поставува прашањето. Тоа што хелиумот е по-безбеден од водородот, а не може ли да се мешаат за работа и корист? Ова е прашање до Федор, не до мене. Ние ќе експериментираме. Има технологии за флегматизација на водородот. Во водородот се додаваат адитиви и тој станува незапалив и неексплозивен. Неговото не се флегматизира со хелиум, туку со други поевтини гасови. Можеме самостојно да го пробаме тоа во рамките на тие лаборатории кои веќе постојат. И ние тоа сигурно ќе го покажеме наскоро. Изгледа дека постои некаква мешавина. Концентрацијата е безбедна. Не можам да кажам проценти, но да фактички може да се меша хелиум со водород. Ќе биде малку поевтино, а подигалната сила ќе биде малку поголема. Не ќе биде поопасно од тоа. Но сакаме веднаш да ги поставиме сите овие точки. Тоа што првите дирижабли ќе бидат исклучиво на безбедниот хели. А со останато, додека не помине специјалната сертификација и не ја докаже својата безбедност, нема да се користи. Зошто сум против водородот? Сега ќе објаснам. Во 4-тиот клас, кога бев ученик, јас прочитав во литературата како се добива водород. Тоа значи дека се зема перекис водород, се спушта во марганцовка, се става 3-литарна тегла, водородот се собира таму. Воопшто, можам да направам и да добијам водород во домашни услови. Да, веќе неколку пати го правев тоа. Во еден прекрасен ден, овие мои експерименти завршија жалосно. Експлодирав и поминав месец во болница со изгорено лице. Тогаш ме спасија очилата. Од кој едноставно испаднаа стаклата. Тоа значи, очите останаа цели. Затоа сум против водородот. Јас веднаш сум за хелиум и не сакам лично да спроведувам никакви експерименти со водород. Па, тоа е. Ние исто така, всушност, ако зборуваме за експериментот, зборувам во рамките на тековните лаборатории, јас сам, еве, имаме лабораторија со момците, таму работиме и. Ако го гледавте видеото од Киржач, таму се Денис и Артм. Ние со нив работиме во лабораторијата, работиме со водород, имаме балони. Да, што? Лабораторија? Да, јас сум таму. Ние мислевме, ако балонот експлодира, тогаш лабораторијата можеби нема да исчезне, туку само ќе остане. Но еве неколку години се е мирно во ред. Главното е да се проветрува, да се вентилира, сите мерки за безбедност. Ние ги полниме капацитетите. Правиме суперхионизација, правиме плазма од водород. Имаше еден случај кога не земавме водород од балоните. За експериментите, туку измисливме технологија како да добиеме водород на малку поинаков начин. Ние преку алуминиум сплавувавме со алкали. Добивме таква таблетка од која почна да се ослободува водород, имавме систем за собирање на водородот и тој не експлодираше. Тоа експлодираше не затоа што некој оган влезе или нешто слично, туку затоа што создаде такво бесно притисок што го разби системот. И до денес во лабораторијата имаме делови од малтерот кои се одвалиле како што се деловите распрснаа. Тој стоеше среде собата во тој момент. Околу него беше со дупки, часовниците беа скршени, сликите пробиени, а Давид стоеше само оглувени. Да. Инаку, кога водородот експлодира, просто имаш впечаток дека си добил контузија. Да, можам да претпоставам дека тешко, дека притисокот можел да создаде такво нешто, но водородот под притисок можел да детонира во целина и да експлодира, да, тоа е опасна работа. Затоа хелиум, уште еднаш хелиум. И само хелиум. Има едно но, сепак, во стратосферата нема кислород. И кога стратосферниот апарат, тој е беспилотен. Тоа е како робот дирижабл кој оди во стратосферата. Таму можеш да го запалиш и физички нема да се запали. Таму нема кислород. Еве, тоа веќе, да. И тоа е многу поевтино од хелиумот, навистина. Слушајте, кај нас има хелиум, кај нас во земјата има море хелиум. Да, мислам дека ако ние ќе обезбедиме услуга за неговото доставување, тогаш тој може да ни се достави бартерски. Добро, има уште интересни прашања. Има. За патнички превози, само за патнички превози хелиум. И воопшто за товарите мислам. Да. Потврдуваат, пишуваат дека е точно. Безбедно.
Колку ќе биде поголем балон со истите подигателни карактеристики ако се наполни со хелиум таму? Се пресметките. Може да се погледне с. Тие се училишни. Посеќавање не е толку. Мала разлика, да. Не е толку исплатливо да се користи водород колку што има стравови со него. Токму тоа што може да се запали, може да експлодира. Тој е полетуч од хелиумот. Тоа значи дека дефундира низ обвивките поактивно. Не е толку големо. Зволемување по подигателната сила. Изгледа не достигнува ни до 10. Ако не лажат спомените, можете да го пребарате на Google. Така е полесно, но по економија да, водородот е многу поевтин. И јас самиот можам да го добијам и да направам апарат кој лета на водород. Но тоа е опасно. Да, еве пишуваат. Јасно е дека темите сега се за државното уредување, за кинезите, што тие таму стигнуваат. Кај нас има научници и слично. Ама не можам да ја отворам коментарот понатаму, за да читам. Така, апликацијата ВКонтакте. Рад се поврзува ако гледаш на тоа. Отвараш ѕидот на ВКонтакте каде што сега се одвива оваа директна транслација. Таму коментарите не се појавуваат, но кога ќе ја отвориш директната транслација, тие се појавуваат тука, директно над транслацијата, но не можеш да ги прочиташ до крај коментарите. Додека ги бараш коментарите, можам да додадам дека во Кина, господинот директор имаше лично и со неговите конструктори развиена токму кабината, која се прикачува на самиот дирижабел. Тие сакаат да користат само цврсти конструкции, односно каркас од углепластика со висока цврстина. Сите уреди, колку што разбрав, се авионски уреди, тука нема ништо комплицирано. Но еве, по стечување на околностите, мене исто така ме покануваа во институти кои се занимаваат со вештачка интелигенција. И јас разбрав дека во Кина веќе има многу висок ниво, каде што се користи вештачка интелигенција, особено во роботиката и автоматизацијата. Гледав, тие изгледаат како луѓе, се движат како луѓе, комуницираат веќе како луѓе. И еве како точно користењето на беспилотни дирижабли со помош на вештачка интелигенција. Тоа, секако, е одлично. Тоа е иднината. Да, јас го прочитав овој коментар. Тука се работеше за тоа дека мол, споредете ја нашата автомобилска индустрија и кинеската. Погледнете ја нашата Лада и нивните автомобили. А еве, буквално неодамна тие живееја во шаторите. Од што ќе ги градите вашите дирижабли? По секој случај, половината ќе се набавува во Кина. Да, разбирам ова прашање. И јас порано така мислев. Еве, гледајте, започнавме истовремено. Тоа значи дека во 90-тите години кај нас се случи перестројка, односно Советскиот сојуз се распадна на многу држави. И како токму во тоа време Кина влезе во ќорсокак и тие ги отворија границите, станаа отворени за светот. И еве во овој момент навистина се случи пробив, односно тие навистина го избраа правилниот пат. За Кина, но така не се случува. Кој разбира како се развиваат земјите, пасионарноста, односно, прво доаѓаат подеми, потоа следат падови, па повторно подеми. Да, Кина сега е на подем, ништо страшно. Во ова не го гледам. Ние исто така бевме на подем во свое време. Се сеќавам на првиот дебинар, кога ти раскажуваше за Венера. Венера 1, Венера 2. Дечковци, која година? Дали е 65-та или 67-ма, 70-та? 75-ти, веројатно. Каква разлика? Погледнете колку години поминаа. Летавме во космос. Летавме на Венера. На Венера се задржавме 3 дена. Ниту едно средство во светот не можеше да го направи тоа и сега не можат. Вие ќе видите, еве сега Илон Маск лета во Вселената. Да, и таму покажуваат, да, ние веќе го поминавме сето тоа. Тоа значи дека имаше време кога бевме на висина. Кој ни забранува повторно да се искачиме на таа висина? Тоа значи, па ќе стартуваме од ниска стартна позиција и ќе се искачиме во дирижаблот со точното строење. Нам ни рекоа дека сме моторите на Дуенол, дека никогаш ништо нема да изградиме и направиме, но направивме. Тем повеќе,
што сега бара Кина, таа бара Хели, а што уште? Им треба само нашата интелигенција на секоја средба, ве молам, запознајте не со вашите физичари, со вашите математики и научници. Сме подготвени да им платиме луди пари, ако е потребно дополнително. Еве, запознајте ги, ние сами ќе ги договориме, сами ќе ги пренесеме. Да не бидам ни еден од моите познаници. Јас живеам во Огненск, имам многу физичари, јадрови научници, познаници. Никого нема да запознам со Кина, затоа што тие во секој случај ќе ги привлечат. Но најзабавното е што навистина кинезите до многу научници доаѓаат со кои дури и ние комунициравме, а кај нас едноставно луѓето велат не сакам во Кина, да правиме тука. Дајте овде. И многу од нив, еве, момци, многу од нив не се патриоти, туку едноставно не сакаат да го подигнат тоа таму. Тоа е друга страна, тоа е друг менталитет, тоа е друго. Таму може да се произведува, не спорам, одлично и брзо. Но, повторно, треба да се искористи за нашите некои цели. Гледав инаку за Венера, потврдувам, во 61-та започна и во 85-та заврши. Дечиња, војната заврши во 45-та, во 61-та започнаа проектите за Венера. Преуредувањето заврши, но таков е нашиот пат, такво е нашето развој. Историјата е циклична. Точно велиш, има подем, има пат. Ако погледнеме по историските вехи, Русија сега како локомотив лети нагоре. Апсолутно точно. Веќе стартувавме. Веќе се оддалечивме од површината. Да, имаше една шега таква. Не сакам да зборувам, но некако се зборува. Таму имаше некаква форма на извештај. Еве гледајте, графиконите ни се зголемија, се во ред и таму објаснуваат во кој редослед. Кога мачката паѓа од 9-тиот кат, се разбива вака, а потоа малку одскача. Ме прашувате за тој одскок. Смешен анекдот, но тој не е за нас. Ние, секако, многу паднавме, но никогаш не треба да се очајуваме. Тие што не паднале, никогаш и не се подигнале. Врв. Да, што уште сакав да кажам, тоа е за Кина. Што таму ќе купуваме, што не интересира и дополнително. Па, сите знаат дека ние сме земја по електроника. Да, далеку не сме ни во првата. 20-ка, веројатно. Играчи. Тоа е точно. Да, тие ги направија своите чипови. Тие се оддалечиле од американските. Но и ние имаме нешто. Но тоа се работи за одбраната и за нас нема смисла. Јасно е. За одбраната тоа е природно, но во електрониката е јасно дека не е неопходно да имаме многу свои материјали, а производството доаѓа во Русија, а кинезите со задоволство споделуваат со нас опрема за производство и специјални ткаенини. Ние неодамна бевме на изложба Технотекстил, која се одржа на 3, 4 и 5 во Крокус. И гледавме дека композитните материјали во нашата земја се развиваат. Еве мисли се прекрасен универзитет. Можете да погледнете со што се занимаваат. Во Бауманка има многу катедри. Да, не е секаде таму индустријски освоено, но таму е потребна задача. Имаме задачи, имаме технологии. Таа екипа која може да ги индустријски освои, ја имаме. Целиот пристап до опремата е достапен. Но фактички, не сме толку многу зависни од надворешни испораки. На крајот на краиштата имаме. Инаку, што се однесува до компјутерската техника, чиповите, таму е Кина и така натаму. Да, Кина, таму Америка ги држи сите патенти, Кина таму условно го држи целото производство со Тајван. Во нашата земја неодамна направија, сега се обработува видеоконтентот. Сите овие видеосодржини постојат, дигитални се, имаат дигитално тело. Дигиталното тело се вметнува во вештачката интелигенција. И тој таму по своите некои алгоритми почнува да преработува и да издава, а има малку поинаква приказна. Таа не е дигитална, таа е практично аналогна, таа е квантна, таа е оптичка. И ние почнуваме да правиме компјутерски системи по друг принцип. И сосема е можно дека буквално за некои 5 години ќе видиме сосема нова техника која
А, и еве направивме, да, некаков адаптер, кој можеше да обработува видео во реално време. Односно, еве видеото и потокот оди и нашата таква квантна система го обработуваше видеото, односно разпознаваше некои символи што се на видеото многу побрзо отколку да се направи вештачка интелигенција, која сега е дигитална преку графички картички. Да, и еве реално може да се случи револуција со еден клик и ние ќе почнеме да користиме сосема различен принцип на уреди и воопшто веќе да не зависиме од никого, па дури и да му помагаме на овој пазар. Да, но никој не ни пречи. Ако ни се потребни некои материјали, никој не ни пречи да ги купиме таму. Во моментов нема сериозни пречки. Секако се обидуваат да го направат тоа, но за сега нема проблеми. Димитар Сергеевич Хмел гледа наш вебинар сега и сугерира дека токму аеростатите на Венера летале во 1985 година. Два аеростата 74 часа пренесувале податоци 1985, лансирани од меѓупланетарните станици Вега. Многу ти благодарам за таквата информација. Да. Но аеростати летале подолго. Податоците престанале да се пренесуваат бидејќи батериите се исцрпиле. Па еве, момци, еве, ве молам. Дечиња, никој не го направи тоа. Имаше толку моќен пробив во советско време, што сега ниедна земја не може да го надмине. Тоа што американците денеска некаде летат, но ние веќе во поминавме и го направивме. За жал. Застанавме, но ова, уште еднаш да повторам, е нашиот руски пати. Тој е подобар, овој пат. Рано или доцна, ние сепак ќе бидеме пред сите. Да, за космосот. Тоа што го паметам, кога Илон Маск објави дека ќе ги враќа. Ракетните степени. Тогаш работев на ГУМЦ именуван по Хруничев. И ние сме такви типо. Се враќаме од степените. Ги разгледавме нашите разработки стари од Бајкал. А имаме и оваа, која беше енергија, ракетата, таа изведуваше бурана. Нејзините бочни блокови тие слетуваа назад со падобрани. Тоа беше уште тогаш. И потоа развија овие Бајкали. Оваа ракета исто така полетува кај Илон Маск, а потоа со истиот мотор се враќа назад. А кај нас беше малку поедноставно. Тука имаше крило што се свртуваше и по аеродромски овие степени летале. С тоа беше. Ти кажам повеќе. Просто не имаше задача за нив. Конструкторите го правеа. Конечно, дечиња, ќе ви кажам малку повеќе. Во мојот детски градинка имав пумпа и ракета и многу интересни игри. Ако едноставно ја напумпате оваа ракета со воздух, таа ќе излета на мала дистанца, но ако таму се додаде вода, таа ќе леташе многу повисоко. Тоа значи, ние уште во детството веќе испраќавме ракети во Вселената, па не, во блиската. Да, многу интересно е каде се создава такава традиција. Вие во детството се занимавале со тоа. Да. А сега американците го сакаат тоа. А кај нас, знаеш како... Тоа кај нас не се случило. Да, 50 години беше. Се смеев кога? Може би сме 50 години напред. Само што не разбираме нешто, сите ни велат дека сме зад, да. Не, момци, се сеќавам колку далеку сме напреднале. Јас, веќе сум толку стар. Колку години имаш? Не се сеќавам. Па, тоа е точно. Сега сакам да ја отворам в контакте, но сега. Повторно ќе ми исчезнат сите тие коментари. Имаше и средба не само со директорот на фабриката дирижабли, туку и со други предпријатија, со инвестициони предпријатија. Имаше средби со Виктор Аристов, многу сериозна, многу важна и многу значајна средба. Ќе дадам малку реклама. Наскоро ќе излезе видеото. Многу интересни проекти се планираат. Инаку, знаете ли дека Виктор Аристов работи во Кина со Туполев? Тоа е роднина на нашиот легендарен Туполев. Тие работат и во насока на мотори за такси, вклучувајќи и електрични мотори. Такви такси на тркала. Не, такси кои летаат. А јас мислев Туполев се пресели во Кинада. Такси. Да, јас воопшто. Поставува прашања како е можно да се користат моторите во дирижаблестроењето. Да, секако, се е можно. Да, можам. Да раскажам уште еднаш за оние кои не успееја да погледнат не видео. Еве го Дмитри Хмел, кој ни дава совети за Венера.
Тој беше на изложбата која имавме каде беше сувел маж. Тој разговараше со специјалистите. Говори во целина. На прв поглед моторите се интересни. Енергетски ефикасни во целина. Потребно е, разбирливо, да започнеме со поточно тезе, подетално комуницирање. Но, како што велат, зошто да не? Еве, ВМО, нашиот прв проект, можеби, ќе се преклопува со вториот. Конечно ќе биде. Конечно ќе биде. Еве, Федор вели конечно ќе биде. Сега и јас сум повеќе сигурен во тоа. Така, YouTube не ми се отвора, седиме на Wi-Fi. Ако има Паша, Јулија, кој не гледа, можете да ги копирате прашањата и да ги испратите на Telegram, за да ги видам. Еве сега. Се прикажуваше заставка со кадри од Киржач. Всушност, сега започнавме да снимаме многу работи, цела низа видеороликови и експериментални, и еве, запознавате со материјалите, гасовите и различни други технолошки системи. И скоро, започнуваат снимањата токму за стратосферските апарати. Тоа што, тогаш со Дмитри Хмел седевме и раскажувавме на вебинарот. Крајно интересно. Запуски ќе бидат веќе овој месец. Сите детали подоцна. Тоа сега го гледаме, нели? Да, тоа е она што бевме во Киржач. Кај Да, нам, всушност, по патувањето во Киржач имаше многу повици и понуди. Типа, таму имаат мал елдинг. Еве, погледнете кај нас од стариот. Завод има огромни цехови. 100, 200, 300 метри слободен простор. Мислам дека во нашата земја нема големи згради. Во последно време почнаа да пристигнуваат информации за згради повисоки од 200 метри и ширина од 45 метри. Интересно. Изгледа дека во земјата се граделе такви згради. Градеа. Јас веќе сум се запознал. Дали? Виделе, кога одиш до складот Валдбери со елиозонтом. Тој е веќе километар. Како го собира? Тоа веќе се собираше по новите технологии. Тој е низок. Широк по површина. Па, нив им е потребна таква височина секако. Да, така. Андреј, ти уште не си летал на дирижабли, нели? Еве, момци, денес гледав настап на Павел, гледав неговите кругови. Не можете да замислите колку му завидував. Па, ние многу комунициравме со директорот, кој сака да се занимава со туризам. И еве, како си го представувам тоа еве брод во вода, нели? А воздухот е истата субстанција, само поразредена. И еве го овој дирижабл, тоа е точно брод за патување. Тоа е брод за патување во воздухот. И кога Павел денес пловеше на овој брод, а под него се овие убави сини езера, па тоа е фантастика. Тоа е фантастика. Никад не сум се качувал ни на дирижабл, ни на... Не. Не на воздушен балон. Се сеќавам, кога првпат, кога имав 3 години, летавме со семејството и родителите. Првпат се качив на авион и извикав на целата кабина. Мамо, како ќе се спуштиме? На авион тоа е многу страшно. Разбрав дека на дирижабле тоа воопшто не е страшно. Затоа сега сакам. Тоа е мојата најголема мечта. Па, тоа е брзо остварливо. И толку многу ми се сака на својата не на личната, туку на она, која ќе ја изградиме. Имајќи предвид колку сега е тешко да се добие виза за Германија, за да се оди таму, можеби навистина побрзо ќе изградиме дирижабл, во овде. Дечиња, погледајте каков ни е слоганот. Да изградиме дирижабл побрзо отколку да добиеме виза класно. Нели? Таков интересен сленг. Да, но тука сите треба да разберат дека изградбата на дирижабл и неговото подигање во воздухот е едно, а да се направи така што сето тоа ќе биде сертифицирано, лиценцирано, е сосема друго. Случајно не носи ветерот во Германија или каде што ни треба. Не знам, едноставно околу твојот облинска случајно се оторил и полетел. Сам ќе разговараш. Ха!
Па, денес имаме многу весела средба. Многу информации денеска од Федор научив, нови за мене. Супер. Да, денес минимум технички прашања. На следниот вебинар во петок задолжително ќе има технички специјалист. Ќе комуницираме детално за самата технологија и за таа сфера која човекот ја покрива во оваа насока. Ќе ви биде појасно како функционира. Ние некаде на почетокот на неделата ќе објавиме анонс за тоа каква ќе биде темата, за да се подготвите со вашите прашања. Може би веќе ќе излезе некое видео на оваа тема, ќе видиме. Во целина, проектот напредува, се движи напред и пред се. Вие го поддржувате, доаѓате, гледате, ние гледаме прегледи. Имаме видеа на YouTube. Едно видео веќе има 55.000 прегледи. Уф, Класно. завидувам. На новиот канал има 1200 коментари. Ги прочитате, сите се таму само во поддршка. Сите велат дека е супер, класно, задолжително треба. Да, имаме дневни регистрации, имаме дневни плаќања, луѓето поддржуваат со рубли, не само со лајкови, и тоа е многу кул. Денес вебинарот е петочен. Сите кои го гледаат не поддржаа, проектот се развива. Од овој месец сите инженери веќе ќе бидат ангажирани во нашата компанија. Ние веќе ќе се собереме. Овој процес практично се приближува до своето логичко решение. Ќе се собереме во еден офис и од таму ќе одржиме голем вебинар каде што сите ќе видите како сето тоа ќе биде организирано, каде сето тоа ќе биде поставено и кој за што е одговорен. Ние веќе по петокот полека покажуваме и раскажуваме. Има уште многу прашања за земјата, секако, денеска е една од таквите вести, момци. Партнери. Се сеќавате на конференцијата на 7 ми Сергеј настапи. Говореше ние се занимаваме со летачките школи. Денес Сергеј испрати. Тие конечно добија сертификат дека нивната школа сега е официјално лиценцирана. Ова не е неговата прва школа, но ова е неговата последна, која ја оформиле и создале. Ова е приватна школа за обука на пилоти. И тој вели, јас сум подготвен на основа на оваа школа да создадам методологија, учебни помагала, да подготвам персонал за дирижабли, пилоти, техничари. Еве, за прашањето, дали ќе го стигнеме Кина, или воопшто не треба да го стигнеме. Тоа што сега Фјодор го раскажува, тие се уште само го сертифицираат. Ние тоа веќе го имаме. Да, Сергеј испрати овие скенирања, слики, вели, запишувајте се во редот за обука. Квас, како сте? Класно. Еве, убави вести веднаш од старт. Супер. Да, исто така, има многу предлози за соработка. И од аспект на разместување на производствени површини, односно каде што сите овие технолошки процеси можат да се затворат. И еве така, ние се уште реално избираме со земјата какво партнерство ќе имаме таму, или ќе биде наем или откуп. Мислам дека следната недела веќе ќе разбереме до крај. Ќе ја одиграме оваа партија и ќе разбереме што има што. А што е подобро? Најдобро е, секако, да купиш својата земја. Таа е твоја и ти си таму самиот неизин газда. Но за проектот идеално кога веќе постои некој аероград. Таму веќе има сите лиценцирани дозволи за лет, има летна зона, со сите администрации е договорено. Сите знаат дека тоа е аероград. Како да започнеме? Да, еве да дојдеш до нив и да кажеш момци, вие тука се занимавате со некаква активност. Тие велат, да, се занимаваме, а сакате ли да летаат и дирижабли на вашата територија? И ние влегуваме во партнерство. Тие не пуштаат во својата компанија, а ние ги земаме во наше партнерство. И никој никому ништо не плаќа условно. За нив, ова е точка на привлекување, ова се инвестиции и така натаму, исто така развој. За нив реклама, а за нас можност. Всушност, неверојатно,
Какви кул можности. Ако во твојот аероград започнат да се градат современи алинги, твојот аероград нагло станува центар на привлечноста и инвестиции, и туризам, и внимание од сите страни. Затоа има толку многу понуди. Слушај, значи, ќе успее. По секој случај, јас така разбрав, веќе има многу понуди. Да, навистина многу. Денес пристигнаа нови и ние сепак размислуваме. Мора да слетаме, нели? Да, веќе треба да избереме нешто. Ние, всушност, не се брзаме. Немаме никакви строги рокови. Тоа што ако не избереме за еден месец, ќе пропаднес. Воопшто ништо нема да пропадне. Од нас. Ни нашата земја никаде не ќе побегне, ни нашите канцеларии. Обично се случува така што твоето сепак ќе ти дојде. Како и да е. Главното е да биде удобно за сите, да нема некакви напнатости за време на овие. Кога се избира во брзање, во метеж, добро, имаме само 3 опции. Ќе ја земеме оваа. Ова е лош избор. Добар избор е кога имаш овие 3 опции. Ти си таков, добро, ајде да размислиме. Тоа значи дека нема метеж, не исчезнуваат никаде, не е. Некој привремено решение не е донесено на брзина. И затоа, додека сме на самиот почеток, решивме малку, подетално да ги разгледаме овие прашања. Што воопшто се случува? Што подолго разгледуваме, толку подобри и подобри понуди се појавуваат. Се сеќавам како Дмитрий Александрович избираше. Не беше брзо. Она локација каде што градевме, беше многу промислено. Да, сето тоа беше. Тука имаме. Малку поедноставно тука поедноставно. Да, со дирижабли е поедноставно. Овие аерогради не се многу и условите во сите се толку различни, што изборот се сведува на 2-3. Остана само уште малку. Постои посебна економска зона. Многу луѓе зошто во посебната економска зона. Постои посебна економска зона во Рјазањ. Таму е создаден авиациски кластер. Може да се регистрира компанија како правно лице за добивање на даночни, олеснувања и други придобивки, например. Зошто да не? Но тоа не е најважното во овој проект, затоа што даночните олеснувања и другите преференции се добри кога имаш, како што велиш, маргиналност која не е толку голема. Ние произведуваме мотори. Важно да се има даночна илузија. Многу е важно и тогаш ќе имаш добра добивка, како што правилно разговараше неодамна, со многу кул човек. Тој вели дека маргиналноста на недржавните е таква што. Да, тој рече, колку што треба даноци, толку и ќе платиме. Секој случај ќе остане многу. Повторно, тоа е при продажба. Во експлоатацијата, таму се сосема други работи. Да, експлоататорската компанија може да се регистрира во посебната економска зона. Да видиме, кажете, дали може да се регистрира во некоја посебна економска зона таму. Да видиме, имаме познаници кои отидоа во Рјазањ, особено економска. Ние комуницираме со нив. Зоната е доволно млада. Сепак, треба да се разбереме, да гледаме. Таму не само што има предности, туку и недостатоци. За сега гледаме повеќе предности, се разбира, по овие прашања. Не се брзаме, но се брзаме по прашањата за лансирање на апаратите во стратосферата. Овој месец очекувајте обавезно. Дали ќе се стартува? Да, тоа. Не е тешко. Имаме. Лансирање на апарати во стратосферата. Тоа е хоби. Неверојатно. Да, тех луѓе кои реализираат државен проект. Воопшто фантастика, кога им реков во Кина за лансирање на стратосферата, беа шокирани. Ова се тие обалдели, а некој. Во Кина исто така пушта. До Америка некој балон стигнал. Кој тогаш крику беше и ору? Ова не. Е онаа опција кога бев момче. Ние пуштавме метеоролошки балони. Метеошарите. Тоа е најосновната варијанта. Тоа е да се зиме латексен метеошар и да се наполни со водород. Да се прикачи на него систем со падобран и некоја тежина. За 4 часа ќе се искачи до таа височина каде што ќе експлодира и со падобран со мак ќе се спушти. Ова е банална работа што може да ја направи секој.
Да, се сеќавам, како деца ги баравме овие работи. Што паѓа? Не станува збор за таква говор. Овде се работи за управување, за долги летови, за преноси во живо со следење преку апликацијата Solar Globe, каде што се наоѓа уредот во моментов. Со добивањето на податоците од него, ова, веќе, не е играчка како овој метеозонд. Но, на таквите играчки прават интересни стартови. Тие не земаат само една топка, туку цела грозд од овие топки. Долу е фотелијата. Ти си во скафандер со падобран. Јас некаде видов такво видео. Ке скокаш. Не, а ќе бидам. Ќе бидам. Точно ќе бидам прво. Не, јас всушност сакав да скокнам со падобран. Јас служев во армијата, во авиацијата, на различни позиции. Скокав, не поминав по видот. Очива. Да, но зборувам за тоа дека метеозондовите можат да бидат толку банална работа, а може да бидат и сложена специјална операција за лансирање на парашутер кој ќе скокне од тротосферата. И сега, изгледа дека Конјуков сака да скокне. Не се сеќавам точно, но под некого оваа операција во нашата земја сега се размислува. Ние за тоа ќе снимиме, ќе раскажеме кој се занимава со тоа, ќе биде забавно и интересно. Што ни стигна прашање? Да малку има. Кажете, ве задоволува моменталната сума на инвестиции? Е доволно за Да. За првите движења што треба да се направат, има доволно инвестиции. Темпот за старт на проектот е добар. Јасно е дека за масовно развивање со иста динамика, ако приходите во форма на рати се зголемуваат секој месец, а тоа се основните приходи, тогаш за неколку месеци ќе достигнеме добри темпови и тоа ќе биде доволно. Кратко одговарам, да, доволно. Сепак, треба да се напомене дека ова зависи од многу фактори, вклучувајќи ги и надворешните услови и внатрешните ресурси. Со оглед на тоа, можеме да очекуваме позитивни резултати. Компанијата Нова веќе е регистрирана. Така, правното лице под брендот Нова веќе постои. Веќе е регистрирано. Сам бренд Нова, ви го спомнав случајно, оди на регистрација. Ве молам, не го регистрирајте однапред, за да не мора да го препродаваме подоцна. Колку години е потребно да се обучиш за пилот на дирижабл? Еве, точно знам што е реално. Да, изгледа дека ќе биде мега кул. Нашиот аеродром. Да, навистина да се обучиме. Не знам колку. Можам да прецизирам или да побарам Сергеј, ако го гледа нашиот вебинар во чатот. Или ќе го прашам него и малку подоцна ќе напишам најверојатно е полесно да се отвори Google и да се види колку трае обуката за пилот на приватен авион, од прилика толку долго е и оваа година таму. На таа е побрзо, најверојатно. Да, и сите ние ќе учиме обавезно и јас лично ќе ја поминам таа обука, а за Андреј сум сигурен, 100% дека ќе одам да учам. Јас сакам да учам. Да, тоа е едноставно потреба. Ако имаме дирижабли, колку повеќе пилоти и луѓе кои се разбираат во тоа, толку подобро ќе биде. Меѓу Екатеринбург и неговиот предградие Арамил до аеродромот. Може да биде добро да се направи база на дирижабли таму. Да, прашањето е за базата. Таа нема да биде една, тоа е сигурно. Ние ќе стартуваме од нешто. Ние ги избираме стартните позиции за да биде тоа максимално ефективно, максимално ефтино, брзо, безбедно и така натаму. Но, штом стартната ќе биде создадена келија матична компанија која веќе ќе биде комерцијално успешна со самоокупивост, со дивиденди и слично. Од овој момент ќе градиме дирижабли дромови на секаде, бидејќи во секој регион тоа е потреба. Наскоро Витали од Алтай исто така. Пишуваше во чатот дека им се многу потребни дирижабли. Сакаат да го развиваат токму туристичкото насока во својот регион. Турпотокот се зголеми многу силно во последно време и велат дека ни се потребни дирижабли за туризмот. Ке ги оформиме. Во алтајски стил, тие ќе бидат мултинационални. Помислив, каква многунационална земја имаме. Представете си,
Тамо. Лета оваа огромна машина цела во некакви национални шари. Да, и внатре влегуваш. И таму има стилистика, локална кујна, локална музика. Тоа е мега супер. Да, потоа изложба на цела Русија, на сите дирижабли од сите региони. Како во Турција поминуваат овие летови со балони. Колку е тоа убаво, имаме шанса да направиме исто со дирижабли. Земјата е огромна. Воопшто сметам дека патувањето низ нашата земја е реално само со дирижабли. Па еве, Плато Путарана, нели? Кој бил на Плато Путарана? Имаше единици луѓе таму. Претходно, за да се стигне таму со хеликоптер, требаше да се поднесе барање во Санкт Петербург во институтот и еве да се слета со хеликоптер. Мои познаници пристигнаа за 20 минути. Некоја личност таму си ја скрши новата, ги вратија назад кога прашуваш што е ова. Таму зборуваат, да, тоа е Вселена. Тоа е место што никој во светот не го има. Таму има вода, таму има езера, таму има резерви. Па, во светот нема таков резервоар на вода како на Плато Путарана, нели? Базалтовите карпи, планини на што да летаме таму. Представете си, таму, 4-5 дирижабли летаат околу ова плато. Не ќе биде видливо колку е огромно. Ова е поголемо од Франција, веројатно. Еве, и вакви места во Русија има многу. Еве, и да се патува со дирижабли, сметам дека во мирни цели користењето на дирижабли, тоа секако е туризам. Еве, тоа е првото што ми паѓа на памет. Па и точно, сепак оваа потрага по пари. Разбирливо, комерција и сите тие работи е едно, но да се прави нешто за душата, тоа е. Така, тоа се движи побрзо. Кога ми треба да направам нешто што треба, кога ми велат Андреј, ова треба да се направи, го правам тоа со една брзина, а кога ми велат ова треба да се направи, а јас тоа го сакам, тогаш го правам 4 пати побрзо, затоа душата сега ми е насочена кон тоа. Мислам дека ова ќе оди брзо. И многу луѓе, кога ќе видат како се движиме, ќе се приклучат на нашите редови на мечтатели, уметници, најдобрите светски конструктори, физичари, математичари, најдобрите светски научници и инженери. Компанијата дирижабли ќе собере с најдобро од најдоброто. Така, еве тука се појавија уште прашања, кои веројатно доаѓаат од YouTube. Дали е можно од стратосферски дирижабел да се лансираат сателити? Да, лесни сателити од стратосферски дирижабел може да се лансираат. Ова ќе биде како интермедична платформа, тој ќе се подигне таму, ќе испушти лесна тврда ракета. За да сателитот полета во Вселената, треба да се забрза до одредена линерна брзина, под одреден агол, тогаш тој излегува на одредена орбита. Секој случај, забрзувачот за сателитот е потребен во форма на ракета, но тој ќе полета од стратосферата и такви технологии веќе се разработуваат и тоа може да се направи. Ако е потребно, стратосферски дирижабел може да носи иста опрема и да извршува иста задача. Ако е потребен орбитален, тогаш одговорот е да, може. Здраво, слушам за бизнис со дирижабли. Дозволите за летови во воздушниот простор. Дали е тоа проблематично? И кој е процентот? Дали има пресметки? Ако земеме подготвен аероград, може со летно поле, може со експериментално. Летно поле, тогаш сите дозволи веќе се добиени и тоа е само по согласување со најблиската. Диспетчерска, речи си како наша, дека полетуваме, полетавме. За тоа не се потребни одобренија. Ако земаме нова земјоделска земја и ја пренасочуваме под правилно назначение тука, започнуваат сите овие одобренија. Тоа да е долго, скапо, мачно. И тогаш се појавува осетлива вредност на сите овие операции. Затоа ние бараме токму веќе подготвена земја за летови. Неа има многу. Токму овие пари ќе ги заштедиме и времето. Дали има некакви пресметки? Има.
Ке се обидеме да избегнеме изошто воопшто да ги гледаме и покажуваме. Засега нема смисла. Така. Ако водородот е безбеден, може да се испрати аеростат, додавајќи гондола на хелиумски дирижабл да се префрли на водороден. Да, може. Веројатно вака може. Нели интересна идеја? Не знам колку е технички остварлива. Разбирливо е дека треба да се пресмета. Да се анализира и слично, и се во ред, тече логиката на размислувањето. Водородот, откако ќе се искачи во стратосферата, стартува од земјата, а тука има кислород. Сепак е опасно. Затоа ти од тука безпилотни ги пушташ тој отиде таму. Ти леташ со хелиум. И во некој момент се префрлуваш на него. Сложна комбинација. Полесно е да се лети на гелий, така што летај. Како што велам, живееме во неверојатно време, имаме луѓе кои летаат на МКС, имаме марсоходи кои шетаат по планетите, Илон Маск планира да колонизира Марс, така што од инженерно-техничка перспектива можеме да реализираме се. Ако тоа ќе биде целисходно, а целите таму можат да се избираат какви било, и да се прави во согласност со нив, тогаш да, возможно е се. Зошто дирижаблот има толку огромни опашни крила, например? Јас такво не знам. За убавина. Не за убавина, туку за управливост. Но, тоа сепак е пресметано, не е само така. Постојат одредена брзина на дирижаблот, околу него тече. Воздухот, например. Тој има своја маса, центри, примени на сили и така натаму. И ако се пренасочи дел од некој поток, тогаш се појавува сила на одредено место и таму апаратот се управува правилно. И еве, грубо кажано, пресметав која дел од воздушниот поток треба да се пренасочи, за да целата оваа конструкција таму силата некаде да се сврти и добив оваа површина. Просто по фактот се случи, затоа што е пресметано, затоа се толку големи. Има неколку од нив, там крила се одговорни за многу работи. И за свртување и за лебдење. Тие носат многу повеќе функции. Можеме подоцна да разговараме за тоа со луѓето кои точно се занимаваат токму со пресметките на динамиката на летовите. Да објаснат малку подетално зашто е одговорно оперението на опашката, затоа што се дели на горно и долно. Таму опашката е како да е исечена на два дела. Рули, крилца и слично ќе раскажат. Добро, а инаку, треба да ги повикаме динамичарите, пресметувачите. Нека објаснат зошто е толку огромен. Воопшто. Не мислев дека такви прашања можат да постојат. Прашањата ги поставуваат техничките, луѓето се заинтересирани. Да, може би ти бил во Кина, само не си видел. Кај нас се одржаа неколку технички вебинари каде што имаше специјалисти за сертификација. Ми е едноставно неверојатно, никаде во светот, кога се започнува проект, таму се оди на таков хип. А овие технички моменти, тие се интересни само за русите. Спецификата на нашиот ум, ако нешто правиме, мораме да се допреме до самото. Како? Овие молекули се движат во хелиумот. Веројатно, такви прашања исто така ќе се појават. Кога сакаат да се мешаат со водород, треба да се разбере како сето тоа ќе се движи. Веќе да, имаше прашања. Во нашата земја за тоа малку зборуваат. Таа сепак е воздушно-космичка. Таму не може да се нарече поинако. Ние имаме и хеликоптерска држава, и космичка држава, и со авионите порано беше прекрасно, а со ловците сега генерално не е така. И дирижабли ние ги градевме и во Советска, и во Русија тие беа, и во Советскиот сојуз, и во современа Русија, и ќе бидат, бидејќи ние ги градиме. И кај нас има многу инженери кои се подготвуваа во сите авиациски насоки, теми и така натаму. Кратко, ние сме вистинска земја насочена кон воздухот. Мегауми. И покрај тоа што многу замина, гледам дека кај нас се уште има многу разумни луѓе да се подигне, да се стартува.
Да, младото поколение е охрабрувачко, сега имам помлад брат. Ги прегледав, зашто размислуваат, како комуницираат, каде целат. Тие се многу разумни. Им се допаѓа науката, да се видат сите. Овие медалисти, математичари, хемичари, физичари. Ова се руски ученици, шахисти. Како што правилно забележа, на страната има спуст, подем. И може, заделот е моќен. Да се каже дека сега сме на подем. Во целина што малку поразговаравме. Ништо не си. Поразговаравме. Раскажа, да, кажи, какви се понатамошните? Планови за Кина со директорот. Тој од нас нешто очекува. Дечиња, да. Директорот чека од нас одговор за соработката. Да. Прец, им се потребни пари. Бараат. Математици бараат физичари. Разбрав дека дури и кога ќе поминат сертификација, немаат конструктори и луѓе какви што имаме ние. Тие сакаат да ги добијат и на сите состаноци беше поставено ова прашањето за луѓето, прашањето за мозоците, така да го наречеме. На сите состаноци и на највисоко ниво, и со државни чиновници. Секаде, во секоја провинција имаат своја влада, на која многу ревносно се однесуваат, која е подготвена да спонзорира и помага, но само во случај ако постои регалија. Не знам дали без причина го раскажувам ова, затоа што можеби ќе има одлив на мозоци. Што мислиш? Во Кина, да, мислам, нема да биде. Зошто? Ние си го средуваме на најдобар можен начин. Кај инженерите, кај дирижаблистите. Веќе. Секако се појавуваа идеи да се преселат некаде за да ги реализираат своите разработки, замисли и соништата. Но ние започнавме проект и тие се многу среќни и задоволни, што во Русија започна ова движење. Мислам дека сега и од странство ќе ни се приклучат, кога ќе ја видат нашата динамика. Им ги земаме мозоците. Здраво, конечно. Треба веќе да размислуваме со своите мозоци. Па, каква помош ќе им биде укажана на нашите сегашни кинески пријатели, дури и не знам. Не можам да претпоставам. Па, како да кажам, тоа веќе не е моje прашање. Јас објективност раскажав. Многу записи, многу материјал, многу состаноци. Но не знам како ќе се однесуваме со компанијата која ќе произведува дирижабли во Кина. Но тоа што сме некакви партнери, тоа е точно. Темите се допираат. Колеги балонисти, барем. Да, најмалку. Да, пријатели, треба да го завршиме вебинарот. Пак се приближуваме кон 2 часа, но денес не ги надминавме. Тоа веќе е одлично. Денес е петок. Сигурно многумина сакаат веќе да се опуштат, да дишат длабоко и да одат на одмор. Единственото што сакам да ве замолам е да лајкувате, да правите репости, да изберете најдобро видео, најдобра вест и испратете ја на пријател, пријателка, мама, тато, едноставно споделете ја ова информација. Многу ни е важно. За да се шири. Сепак, проектот е народен со народно финансирање, на пример и така натаму и други. Испраќајте реферална врска од вашиот кабинет, тоа е исто така многу важно. Ми се допаѓа оваа приказна на Сергеј Семенов. Во претходните проекти првпат разбрав што значи силата на само еден репост. На својата зидна страница на ВКонтакте објавив реферална врска со опис на проектот. И со само еден клик, некоја позната под него изградила таква неверојатна структура која многу му помогнала на проектот. Тоа значи, тој едноставно и јавил на својата познаница дека има проект и таа се вклучила. А тој не очекуваше дека такво нешто може да се случи. И таква структура изградил, и толку привлече инвестиции, и проектот тргна напред. Затоа не треба да се подценува ова само едно движење. Ве молам, помогнете. Многу е важно. Добро, момци, во целина што? Супер! Пашка леташе со дирижабл заедно со Иван и Жил. Павел, завидувам Жилју. Андреј се врати од Кина, ние овде во Русија копаме земја,
така што заедно со вас се движиме напред. Очекувајте супер вести. На сите благодариме. На сите с Богом. Всем спасибо, пријатели. Одлично.